Значи, програмата за уредување на градежно земјиште, јас отправим да ви кажем што значи. Со ова програма се уредуваат работите што го сочинуваат обемот на уредување и степенот на управување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации и се определува надоместокот и начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето. Што е уредување на земјиште? Значи, уредување на земјиште практично е обезбедување она што го викаме народски комунали, со комунали. Значи, ние на сите објекти во општина Могила, кои што се легални и градат со одобрение за градење, треба да му обезбедиме приклучок на струја, вода, пристап до парцелата. Значи, тоа е практично уредување што треба да се прави. Сега имаме готови, меѓутоа општината претходно има вложено средства за тоа уредување и затоа му се наплаќат комунали кога бараат одобрение за градење. Овде најважна во оваа програма практично е најважен дел е овај вас како советници што треба да ве интересира да сте запознаени и да ги донесите. Висината на надоместокот. Висината на надоместокот. Например, ако некој гради индивидуална стамбена куќа, треба да си плати во прва зона, значи прва зона е центарот општина Могила. Треба да си плати 250 денари по метар квадратен комунали. Тој има начин како се, значи чистите квадрати се пресметуваат, не габарит на објектот. Втора зона се населени места од 500 до 1000 жители, тие плаќаат по 200 денари по метар квадратен. Трета зона, жители, села со жители од 100 до 500 плаќаат 180 денари метар квадратен, а населените места под 100 жители, како четврта зона, се ослободени од надоместок. Покрај станбени, значи ова е за станбени помошни објекти во еден селско-стопански двор. Имаме деловни објекти. Тие што сакат да имат деловни објекти од кои ќе градат, значи се знае што е, дуќанче, производен простор и така натаму, значи деловност кај што треба да се обавува во објект. За прва зона ќе платат 300 денари по метар квадратен, за втора зона 250, за трета зона 200 денари, значи сите оние се по 50 денари плюс. И четвртата исто така се ослободени. Сега имаме ние и други имаме објекти од група класа намена Г за производство, дистрибуција и сервиси. Такви ќе имаме значи надвор од опфат. Тие во прва зона ќе плаќат 1000 денари, во втора 800, во трета 500. Надвор од урбан опфат на населено место и индустриската зона Петилеп, што ја имаме, ќе се плаќат по 3000 денари по метар квадратен. Пазете, ова е предлог програма. Вие можете да си дискутирате и да реагирате на овие висини, не знам, во комисија ако ги разгледувавте, и баш ме интересира заклучок ваш со ова. Ова веќе неколку години ние ги тераме истите цени, така што. Меѓутоа, сепак, вие треба да изгласате за наредната 22 година и затоа ви ги читам. Ова е најважното, да речем, од програмата на некој начин. Тие се, значи, за зоната. За агроберзи, откупно, дистрибутивни центри или пазари, во висина на трошоците, од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува 50% од вкупната пресметана површина. Значи, не е таму по метар квадратен како кај куќите, туку 50% од вкупната површина. Тогаш за овие што ги набројав, прва зона 300, втора 250, трета
204 и надвор од, односно четврто слободен надвор од урбан опфат 100 денари по метар квадрат. Ако некој сака да гради бензински пумпи, бензински станици, обкружување, заедно со продавница, кафетерија, ресторант, сервис во таја бензиската, исто за прва зона 1000, втора 800, трета 500, четврта 400, надвор од урбан опфат 400. Исто така и за инфраструктурни објекти, значи за телефонски кабли, електрични мрежи и така натаму, имаме тарифа на плаќање по метар должен, значи имаме подземен и надземен кабел. Ако е прва зона 80 денари по метар должен, втора зона 70, трета 60, четврта 50, за надвор од опфат 50. За фотоволтаични централи, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште е производ од површината на фотоволтаичните панели. Значи, некој може да има 100 панели, некој може да има 1000 панели. Тогаш, 1 метар квадратен од во индустријската зона, зависно од степенот на уреденост, ќе си платат. Цената на уредување кај фотоволтаични ќе биде површината на панелот пута 300 денари. За ветерници, градежно земјиште пута 300 денари. Мислам дека ова е најважното во ова програма. Овде има начин како се пресметуваат метрите квадратни за кои што му наплаќаме, така што тоа е стручен дел, мислам дека и тоа е тоа. Од прилика. Ако има некое прашање, повелете, а се надевам и комисијата, може требаше претходно да има нешто. Ви благодарам. Дали некој друг има прашање, Бараспор? Повелете. За оваа точка ќе те прашаме едно прашање, имам за другата, за наредната поќе. Кога мислите вие да ја уредите Горно Чарлија? Значи, со пат, прво со пат, не е ни трасиран, не знаат никаде, сега последно беше изоран, значи не можат да појдат. Имаме еден жител таму со лична карта. Ако сака земјиште да продава, да го купи друг, ќе плати овде. А услови никакви. Веќе таму и манастир се изграде. Значи, ова со ова нема врска, така? Нема врска, јас прашувам, Ова кога е ќе го уредите? програма за уредување на градежно земјиште. Добро де, кога ќе го уредите, пошто кажуваш, кажуваш... ама сам си кажа пред дека постои пат, струја, вода, значи таму немаме, затоа те прашувам кога ќе го уредите. Имам прашувам, значи 4 години. Што имаш ти како советник превземено за да се реши тоа прашање? Добро, сметам дека ова не е дел од ова. Јас Што имаш кажувам, превземено? Дали имаш поднесено иницијатива Имам да се поднесено, изгради пат? имам, Имаш да. писмена иницијатива? Имам писмена да се изгради иницијатива пат до поднесено село да го Чарлија? отцртате првен пат, тој не е отцртан, не знаат никај да врват. Ке речи некој ова е на ЗИКО, ова е на приватен, значи прво немаш отцртано таму. Еве, изволите, мислам ова не е прашање. Па не е прашање, Така имам. што на грешно место го поставуваш. Меѓутоа, јас сакам на вистина да ми кажеш, што имаш ти превземено во овие години советнички да поднесиш иницијатива? Поднесов бе другар иницијатива и беше тука на таа, сакаш да ја вратиме? Прва опомена, ве замолувам да се држите на дневниот ред. Не, ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Претресот го затворам, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог програмата е усвоена едногласно. Точка 7. Предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Могила за 2022 година. Известителот од Комисијата за планирање на просторот. Повелете. Комисијата се состана. Предлогот е изгласан со 2 за и 1 воздржан. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Повелете. Со оваа точка сакам да предложам едно градежно земјиште кое се наоѓа во општина Могила, поточно моментално е на
располагање на друго лице, државно земјиште, кое се наоѓа зад стадионот на Могила во 25 декари до прочистителната станица. Таму сакам да се измени, ако ви е добра идејата, ако ја поддржувате идејата, да не лупаме везден како општина Могила со тендерирање на зимзелени дрва, со цвеќина и со слично, да се изгради во склоп од не мора ова година, значи за година, да се направи проект од тие 50.000 евра од загадувањето, да се вложат 20.000 евра во садници, 5.000 евра некаде да се направи затоа тука проценка за да се загради. Имаме струја до самиот стадион, на самите рефлектори, имаме вода без пари од Стрежево за наводнување на тие дрва, да се направи таму еден објект каде што би се преселил комуналното директоро, работниците, да опремата таму, за утре други ден да се расипи нешто, да знаат кај има и клучови и сето тоа под камери, со двајца чувари од комуналното, пример, постари што завршва еден на вечерна смена, еден утрето, со камери сето таму, и сите возила да стоат таму. Значи, не му е местото ни под двороите, ни зад општина овде. Сите возила да се таму, тоа да се изгради еден како комплекс, со хангари, со се. Значи, да се направи проведена проценка и тие 50.000 евра од првата година да се вложат таму, 10.000 евра би се оставиле за вработвање на 2 жени, како плати, 20.000 евра во садници и така Могила би заштедила и пари и се друго. Значи, доколку се остави тоа така, гледаме дека има можност да си го откупи земјиштето приватниот собственик и со тоа после ние не ќе можеме да реагираме, значи не снимале. А доколку ние го побараме сега тоа земјиште, дека ќе гради општината, автоматски се раскинува со него договорот и се останува тука во склоп на ова. Значи, не мора ова година се направи проект. Ако е добра идејата, јас мислам дека е многу добра и корисна за Могила. Можеме да видиме точка број 7. Предлог програма за работа во областа за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија во подрачјето на општина Могила. Точно, едно писмено барање за која парцела се работи и која ти е идејата конкретно. Но целосно ова што го презентира денес се се неколку точки или неколку чекори кои не се во ова точка, така да добра идејата да се разгледа во чија собственост е, колку е, од колку време е концесија. Така. Значи, овој дел ќе биде разгледан, но ова што презентира целосно, мислам дека неколку фази се тие за се до тоа да се реализира. Еве ќе ви замолам по завршувањето на седмицата да го дадеш во писмена форма предлогот и наредната ќе биде детално со површина, можност за сите тие работи што ги спомнав говорено, да не разговараме на памет. После завршувањето на седмицата ќе алоцирате парцелата со точна. Ќе го викните Ацо, ги има координатите, има се. Значи нема потреба, значи се разбравме што треба. И предлогот ќе оставиш на хартијата, после ти има одговор што точно се работи таму. Мислам дека сега не сум сигурен, за да не сакам да кажам. Ова е предвидено градежно земјиште со дозвола Г3, само треба да разгледаме точно да не разговараме на предпоставка. Дали некој друг бара збор? Предлог програмата е ставам на гласање. Кој е за? Предлог програмата е усвоена едногласно. Точка 8. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2022 година. Известителот од Комисијата за планирање и уредување на просторот. Комисијата се состана, предлогот е изгласан со 2 за и 1 воздржан. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката е ставам на гласање. Кој е за? Усвоено е едногласно.
Точка 9. Предлог програма за одржување на јавната чистота на територијата на општина Могила за 2022 година. Комисија за комунални работи и сообраќај. Комисијата за комунални работи и сообраќај се состави на 9.12.2021 година. Комисијата ја разгледа програмата, истата нема забелешки и ја усвои со 3 гласа за. Ви благодарам. Ако може директорот на комуналното предпријатие да